Драги мои пријатели, добро вечер. Добро дојдовте во уште едно издание. Петар Богоевски вечерва гостин во емисијата Јади Бурек. Господин Богоевски, добро вечер. Добро дојдовте. Добро вечер и благодарам на покана. Малку поуморно делувате од воопшто. Смеам да ве прашам или да го прерипаме здравствениот аспект. Па тоа е последица на короната и вакцинацијата. Што ви се случи? Иако не сум антивакцер, ги повикувам сите да се вакцинираат, но да бидат малце попрепразливи од мене. Доколку имаат силен имунитет, да не ги слушаат советите на Венко и да не се вакцинираат, а доколку немаат имунитет или доколку не прележале, да се вакцинираат. Вие повторпат заболевте од корона. Да, меѓутоа и сето тоа заедно се собра и направи дополнителни компликации кои се одразија многу сериозно на здравствената состојба. Зошто? Затоа што по второто прележување многу брзо се вакциниравте. Да. А и препораките такви беа препораките, такви беа мерките. Ја мислам препораките се напротив дека подолго време треба да се направи пауза 3 до 5 месеци до вакцинирањето. Морав да имам сертификат. Така. Планирани беа и некои патувања во странство. Мора да имаш специфична вакцина и така. Сето тоа никого не обвинувам. Добро е што помина како што помина, сега е добро да се закрепне и да продолжиме понатаму со нормална работа. Добро. Колега во тој аспект. Да. Петар, вашето последно гостување бевте многу патриотски настроен, многу ја критикувавте Бугарија. Не спомнував ништо друго, туку едноставно го оставив вашето. Денеска малце ќе го преанализираме сето тоа, но ако не се лажам, колку има едно 6, 7, 8 месеци од Точно година. Точно година беше? Мислам дека пред неколку денови ми се појави нотификација на Facebook дека сум ремајндер дека сум бил во емисија Јади Бурек. Добро. Значи година дена, се извинувам, ја не проверив точно. Од оние работи што ги памтам како акцент, рековте кога ве прашував што сака Бугарија, зошто го прави ова, како ќе заврши ова, рековте дека до крај на февруари вика се вмешува Америка, овде кој рековте во емисијата, и дека многу брзо работите ќе се променат. Дали е вмешана Америка или не можеме да видиме, но дека се сменија работите и тоа не можеме да го видиме, иако политички кармакаше во Бугарија со изборите. Значи можеме и да го видиме и да го чуеме. Значи сметаш дека кармакашот што се случува е благодарение на американското мешање? Точно тоа што сме го говореле пред година дена, до февруар беше, како да кажам, она локално убедување. Од февруар топката е дигната на повисоко ниво. Бугарија ја плаќа цената за тоа. Веќе Бојко Борисов не е премиер на Бугарија. Екатерина Захариева не е министер за надворешни работи. Каракачанов Красимир не е министер и вице-премиер и министер за одбрана. Ангелче Џамбаски е веќе изгубена честитка на политичката сцена во Бугарија. И низ за други политичари кои се закануваа и креваа прст на Македонија и на македонците, не се дел од оние кои управуваат со Бугарската република. Бугарија ги живее своите тешки денови од својата демократија, така да ја кажам, после ослободување од условно, пошто они се уште под управа, болшевичка управа од Москва, но условно или формално ослободување од Москва, и оние плаќаат цената за тоа што го прават со Македонија. Ако сметаме, треба ли да не радува ваквото мешање на Америка во изборите во Бугарија или треба да не плаши? Не. Ни да не радува, ни да не плаши. Едноставно, ние имаме пријатели во меѓународната заедница и непријатели. Дали мешањето на Америка е легитимно или не е легитимно? Дали е ова задкулисно? Тоа ви одговарам. Тие тргнуваат од нивните интереси, не од нашите. Америка ги поддржува нивните интереси, а нивниот интерес е проширување на НАТО и на Европската унија на Балканот.
а Русија тргнува до своите интереси. Да спречи такво проширување. Нашата амбиција во овој момент се поклапа со американските амбиции, а бугарската амбиција да не спречи се судрува малку иронично со европските амбиции и американските амбиции, иако е земја членка на НАТО и на ЕУ, а се поклопува со руските политики и амбиции. Така на денес имаме ситуација каде што господинот Каракачанов отворено соопшти дека Америка се меша во внатрешните работи на Бугарија. Дали е тоа точно? Дека Бугарија страда поради тоа и дека не е принципиелно Македонија да биде отргната од бугарски раце и дека они се обидуваат да се бранат со копенхагенски критериуми за влез во Европската Унија, но никако не разбираат дека не е проблемот тука Македонија. Они буквално застана спротивно на процесот на проширување на Европската Унија во југоисточна Европа како континент, не како политичка организација, која зборам југоисточна Европа. Буквално Бугарија застана на патот на проширување на западното влијание на овој дел од светот. И она нормално ќе се ги носи последиците, а ние за среќа стоиме на правата страна, стоиме на страната на правдата, на страната на слободата, на страната на демократијата и мислам дека на крајот ќе победи разумот и во Бугарија. На крајот ќе дојде во Бугарија разумна демократска европска влада, која ќе ја пресечи папочната врвца од Москва, и ќе овозможи сосема легитимно, нормално, во пропишани процедури, без никаков меѓународен притисок, да се прошири Европската Унија, а Македонија да стане составен дел на ЕУ. Дали на ваков начин беше суптилно мешањето на Америка и во изборите во 2016-17 во Македонија и падот на Груевски и на ВМРО токму од истите причини? Груевски падна во 2008 година. Се после 2010-та, гратис период од 2 години, се после 2010-та беше туркање на мускули на едно управување кое се знаеше дека ќе заврши драматично. Особено после изборите 2011 година и случувањата со А1 телевизија и сето на што се случуваше после тоа. При тоа Груевски не падна поради мешање на меѓународна заедница затоа што некој го мразеше Груевски. Груевски падна бидејќи се обиде од Македонија наместо европска оаза да направи Груев пашалак. И тоа е она кое не може да го толерираат западните демократи. На нас не е доволно едно 560 години турски пашалаци во Македонија, доволно ни беше и од српски и од бугарски пашалаци во Македонија, кралевини и царштини. Сакаме да живееме мирен, спокоен, европски, провинцијски живот, слободен, демократски и нема потреба да живееме ниту под Груев, ниту под Зајчев пашалак. Океј. Сега во моментов Заев се обидува да воспостави исто така пашалак. Како што правеше и Груевски. И он ќе заврши исто како Груевски. Може би полошо со оглед на последното негово поведение. А и некои драматични случувања кои поведоа прилично гнев кај народот, па дури и прв пат протести против една партија спонтани. До избора албанците што изгубија своји во болницата што гореше, протестираа пред седиштето на ДУИ, а денеска им се заканија дека ќе добијат и до 5 години затвор заради протестирањето. Што е? Па тоа е Океј, не го коментирај ова. Во затвор не се тие кои се виновни за изгорените луѓе, туку во затвор се нивните роднини. Тоа
Тоа е тешка иронија. Не, абсурд. Нема да го злоупотребуваме, освен ако не се најде во некаков контекст да вие го изнесете, но јас нема да го вадам. Трагедијата во Македонија, бидејќи истото кога се случуваше за Мартин, за Тамара, за сето тоа, го избегнувам затоа што сметам еднаш кога ќе направиш преседан да злоупотребиш нечија смрт во политички цели, потоа знаеш како, тој преседан веќе може после секој да го прави, а дното е се подоле и подлабоко. Јас, еве ексклузивно за твојата емисија, може би сум човекот кој последен од сите нас го виде Мартин Нешковски жив. Пред мои очи го однесувам малиот од дом на армија, така да јас имам и лични сеќавања на тие случувања и на сите гнасотилуци од тоа време. Ме потсети на тоа и на снимка ми ја прати пред неколку дена еден пријател, нашле снимка каде што Владимир Ѓорчев држи пресконференција да соопштува резултати и ми се обраќа на мене и ми вика: Петар Потивко, сега ќе читам резултатите, одело онлайн, одело во живо. А јас се обидувам на Владко да го прекинам и да му кажам дека има проблем со некој момче таму. И има слика има од тоа и таа баш пред 4-5 дена ме испратија слика, не знам како успеале да најдат, јас се немав. И на тоа ме потсети, баш сега и ти ме потсети за тоа. Така да посакувам никој да не се вратат, да не се повторат тие времења и она што сите ние го имаме преживеано, затоа што многу лесно е човек на мене да ми речи: како не се срамиш, тебе Груевски те направи човек, ти даде ова или она, го предаде ВМРО или го предаде вождот, или направи не знам што направи. Нека ме однесе сега ќе мора да останеме на темава. Добро. А никој не ме прашува мене што јас се преживеав под јаремот на тој вожд. Што преживеа? И што јас сум сведок и што јас се видов под тој вожд. Што? Така да... Добро, што е најстрашното што те натера да се свртиш против ВМРО и против Груевски? Не, јас со Груевски расчистив многу пред Мартин Нешковски и многу пред лични моменти, уште на Конгресот 2010 година. Тоа е многу порано од сите. И кога луѓето зборуваат дека тоа, не знам како го замислуваат луѓето, они мислат дека одиш во амбасада, они земаат и даваат на вреќа со пари, и ти ја земаш тоа вреќата со пари, и после одиш и зборуваш против Груевски. Тоа е, не знам како го замислуваат тоа граѓаните. Јас знам како го замислуваат. Далеко од тие сите глупости. Напротив, јас многу транспарентно и јавно и лично на Груевски сум му кажувал дека многу погрешно работиме и некои работи ги правиме погрешно. Од 2010 година јас тоа го почнав да го зборувам јавно во партијата и за тоа сносев сериозни последици. Бев подлежен на обиди за наместен кривичен прогон, бев подлежен на обиди за малтретирање на работно место, бев подлежен на обиди за малтретирање на семејство, бев подлежен на лични закани од безброј типови и сето тоа машки се го издржав и никогаш не престанав да зборувам, да говорам јавно и транспарентно во партијата, на форуми во партијата, на работното место, со колегите, со пријателите, со највисоките раководители на партијата и во дискотека, ако сакате ме прашате, зборувам со оние најблиските соработници со Груевски, отворено сум кажувал дека човекот забега. Така да кога ќе зборуваат за мене луѓето многу или не ме познаваат, или многу нечесно зборуваат или зборуваат нарачано. Нечесно да се каже дека Петар му свртил на Груевски грб кога паднал Груевски. Тоа е смешно. Кога беше најмоќен Груевски, јас не му свртив грб, туку му кажав во фаца дека е забеган. А кога беше најмоќен Сашо Мијалков, јас не му зборував во штабот на партијата. Буквално не му пуштав рака да се поздравам.
Тие сите денес кои што пукаат по мене се тресеа од Сашо Мијалков. Кој ќе го видеа Сашо Мијалков како излегува од возило Уште се тресе. пред штабот на партијата, како мали деца, како листови трепереа. Уште се А тресе. ја на тој Сашо Мијалков страшниот Не само од муабет не му правев партија. Значи чекавме изборни резултати, Сашо моќниот седи пре мене, муабет не му правев. Значи кои ќе зборуваат треба да знаат или барем да имаат грам чувство и мерка за кој човек зборуваат. Што си по професија? Па имам завршено 2 факултети, и историја и правен. Што работиш? Државен советник во Министерство за одбрана, а магистрирав политички менеджмент и пиар, еден докторат или едно истражување за меѓународни политички односи или идеологија на десницата, ИПП по-конкретно, и десните партии на Балканот, тоа е на Софијски универзитет, а на Скопскиот универзитет во областа на јавните финансии или најпопуларното јавно предприемништво, пишувам докторат и се надевам дека за кратко, за некој месец и ќе завршам конечно да не престанам во животот да бидам студент. Инаку, колку време работиш во Министерството за одбрана? Во Министерството за одбрана сум од 2010 година. Но интересно е, може би не знаете, зашто сум во Министерството за одбрана. Не знам, треба да знаеме. Па токму за овие кои ме хејтаат и кои кажуваат дека Добро. сум го лижел, може да бидам вака отворен? Сум го Може лижел бе, газот. како не може. Сум го Може и лижел- ако сакаш и нозе на маса крени. Аха, добро. Демистифицирана е телевизијата Не, сакам да бидам одамна. отворен, нели? Мислам телевизијата воопшто, не Да, само наша. отворени сте вие. Да. За оние кои зборуваат дека сум го лижел газот на Груевски, би сакал да им кажам дека јас сум тој кој одби највисоки почести и функции само да потпишам еден анекс договор од 2,5 милиони евра и замолив да бидам самоставен на мирно работно место, односно да го напуштам претходното работно место, каде што требаше да го потпишам тој анекс договор. Дечкото кој нема да го именувам, бидејќи не сакам да мешам трети лица, кој дојде и го потпише тој договор, стана министер после тоа, а јас се заминав во Министерството за одбрана. Така да кој ќе зборуваат за мене дека лижам газови, многу грешат, бидејќи па во Министерството за одбрана, јас сум единствениот во историјата на македонската администрација кој му започнал истрага на актуелен министер, на министерот Коњановски, кој ми беше министер актуелен. Јас му отворив истрага за кривична поставка. Како државен советник на официјален министер. Затоа кој ќе зборуваат за мене во иднина дека сум лижал газови, ќе ги молам прво да се преиспитаат за кој зборуваат. Од каде потекнува и врз основа на што е вашата блискост со Американската амбасада? Вие сте таму почесто, последниве неколку години, да речам, одошто сите наши премиери заедно. Сликани со Брнс на состанок во амбасада и така натаму. Врз кој основ и каква е таа ваша соработка и зошто амбасадата толку токму инсистира со вас? Општо Петар ми рече све што имам сомнеш да те прашам слободно. Не ми смета, нема Океј? проблем. Не, нема проблем. Значи можеме да се вратиме ние Не, на политика, слободно прашуваме ама тоа. пошто се Не, во нема ова проблем, нема проблем. е Супер. нели шпекулации слободно, за слободно, тебе. слободно. Уствари може и вистина, не знам. Не, нема но еве проблем. те поставувам прашање. Јас имам еден принцип. Тоа е домашно воспитување на благодарност. Што значи тоа? Ако некој и помогнал на нашата држава, јас да бидам благодарен кон него. Или на моето семејство. Нели, тоа исто е. Државата е нашето семејство. Американците имаат највеќе помогнато од сите наши други партнери. Не ми е тоа целиот свет. прашањето. Не, Тоа не. го знаеме сите По и тој елаборирано. Не, по тој основ е и таа пријателство со американците или со американските дипломати. Јас сум пријател и со германски дипломати, и со британски дипломати, и со холандски дипломати, и со израелски дипломати. Меѓутоа, некако во јавноста луѓето ги забележуваат најмногу средбите со американските дипломати. Добро. Зошто така? Веројатно тоа паѓа многу во очи, затоа што има некоја мистификација на калето. Знаете, така се мистифицира во јавност. Па не знам. И кога ќе се појавам со слика со израелскиот амбасадор,
луѓето тоа не го гледаат толку страшно. Или со германскиот амбасадор. Но кога ќе се појавам на слика со американскиот амбасадор, тоа буди многу внимание. А зошто толку имате средби со амбасадори? Па генерално секогаш кога се дискутира... Господинот Заев, кој е актуелен премиер и кој јавно има покажано љубов и, како да кажам, ајде да не го употребам збор понизност или сервилност или така натаму, значи симпатија спрема западните земји, до сега ниеден политичар јавно со толку љубов, со толку елан не се изразил за Америка, за Германија. Па он нема повеќе средби таму од што имате вие. Господинот Заев Не, да не го збориме тур Заев. на канчето со ООП над Балкан и истори пепел му тури на тоа западот комплетно. Не ми одговори врз основа на што толку средби. Моите средби се на основа на или соработка во област на проекти кои треба да се да промовираме вредности кои би ги подобриле демократските капацитети во земјата, или дискутираме најчесто за тоа како да дојдеме до релаксирање на било политички, било меѓуетнички, било меѓуконфесионални, било какви тензии во општеството, или да го засилиме процесот на европеизација на земјата. Одлично. Зошто со вас? Еве Вие немате силна партија, не сте присутни во Еве утре парламентот, конкретно. не сте овакво. Зошто инсистираат со вас тоа да го прават, а да не го прават со Заев, да не го прават со Ахмети, толку често, со Мицковски? Веројатно е до идеите. Еве утре, например, ќе имаме исто така... Како можете да спроведете идеи кога на терен немате таква... Па Да, не, изборам за идеи во смисла кога даваме идеи како да се средат работите. Аха, Например, еве утре имаме некој настан исто така, еве со американската амбасада, каде што вистински се почитува она кое ние претходно сме го промовирале како УЕФМ и како проект државен шалтер или електронска администрација, која е иднина на идниот развој на Македонија. Не е ова нешто што Груевски го правеше... Неуспешно. Тоа естонците ќе ни помогнат да го направат, да го направиме во Македонија. И јас меѓу другото сум и во бордот на управниот комитет на Македонско-американската алумни асоциација. Каква асоциација? Македонско-американска алумни асоциација. Па по тој основ нели сме присутни на разни настани каде што Каква е таа асоциација, се извинувам, ве молам малце објаснете. Па тоа е асоциација Јас не сум запознат со овие термини, мене ми е тоа непознато. Тоа е асоциација каде што не обединува сите ние кои сме биле на разни обуки, школувања, посети, средби во Соединетите американски држави и каде што споделуваме искуства, знаења, стекнати вештини во САД и се обидуваме тие знаења, вештини и искуства да ги пренесиме во Македонија или обратно на американците да им пренесеме наши позитивни искуства и знаења од Македонија. Кога идете во Соединетите американски држави, реков дека идете, врз основ на што идете, кој ве кани, бидејќи луѓе можат да сануваат и службено да патуваат, вие сте како... Не е тоа нешто специфично. Последен пат посетата беше во организација на Стейт Департментот, меѓутоа сето тоа е во рамки на развој на Стейт Департментот вас ве вика. Да, нормално, ама тоа е сето во рамки на воспоставување на добра билатерална соработка на сите нивоа во општеството, од премиер до обични граѓани. Интелектуалци, професори, млади политичари, Ама вас ве викаат, аналитичари, мене никогаш новинари. Никогаш не ме викнале. Има Не се извинувам. новинари. Од новинари се викнати само оние кои се од Сорос. Ниеден друг. Никогаш. Единствен кој некогаш беше е пред 2001 Сашо Мацановски Трендо. И многу се зезнаа, мислеа дека ќе го направат нивни човек за ширење на таа Сорос пропаганда. Петар, освен... Ама каква е таа Сорос пропаганда? Ја пример... се извинувам. Океј, ајде. Еве, ја не ширам Сорос пропаганда. Океј. Каква е таа Сорос пропаганда? Еве, ретерирам со прашањето. Значи, се што не поминало на курсеви кај Сорос, одобрено од Сорос, ниеден новинар нема стапнато
во Соединените Американски држави. Во суштина е многу корисно и Наш. полезно. Да. И убаво е. Убаво е, например, не ми остави впечаток како функционира следе партнерот. На мене ми остави впечаток како функционира образованието во Америка. Не ме интересира Не сега да ви кажам дека разговор. нема да мислите дека За вас ве прашам има некаква мистификација тука. Станува збор за Не, мистификација продлабочување има. на билатералните односи помеѓу САД и Македонија што се од Америка може без Македонија. Ме разбирате? Но за нас е потешко без Америка. И продлабочување на македонско-американските билатерални односи. Кој е интересот се тогаш на многу Америка битни. со Македонија? Зошто инсистираат толку? Чим не им требаме, чим сме небитни, што тогаш запнале? Американците од време на Првата светска војна, Од пред тоа, од времето на Лигата на народите. Од Вудро Вилсон, Зошто? они имаат, се борат за право на самоопределување на малите народи и ставија емпатија кон народите кои дадоа премногу жртви, но не дојдоа до своја државност. Мистон? Ние спаѓаме и во нив. Тој од времето на Мистон па Ние наваму. спаѓаме и во нив. И благодарение на таа емпатија развиена на американците кон Македонија, веројатно ние успеавме да постигнеме некои процеси. Нема емпатија на во зацврстување Не на- постои емпатија, државна емпатија. Не постои државна стратегија базирана на емпатија И секако од има- Рим наваму. Извини, Петар, морам да ти контрирам. која го Постои контрирате? интерес. Дури во британскиот парламент на влезот стои не постои вечни непријатели, нема вечни Има вечни пријатели, интереси. има вечен интерес. Добро е што Кој е американскиот интерес? Значи не сакаат. Оние Добро е- сакаат Добро е територијава. што во овој момент американскиот интерес е во полза на македонската државност. Добро е. Не да Господа биде обратно. Сега е супер што е вака. И затоа сум среќен. Например, тоа го чувствуваме многу за Албанија и албанскиот национализам, колку е силно Не поддржан. би рекол дека е така, ако бевме Добро. ние паметни, ќе беше поддржан и македонскиот национализам и со Тоа се Грција ќе слагам. преговаравме за Солун, а немаше преговараме во Преспа. Но не се, бидна што бидна, ние македончето секогаш дупло фаќаме. Кажи ми, Да не ми побудите мене на националистички чувства. Значи, ќе ме оставиш да те допотпрашам? да, Лични секако. работи. Американците во моментот го поддржуваат процесот на проширување на НАТО и ЕУ на Балканот, за да го спречат руското влијание. Така. А ние па сами одлучивме дека сакаме да одиме во НАТО и во ЕУ, а не во Москва. И ни се поклопија интересите. Нашиот интерес да влеземе таму се покупи со американскиот. Добро. И се имаме исти интерес. Така. И ете да тоа работиме. Заеднички. Ете за тоа разговараме. И ти ќе ми кажеш, И за тоа дека соработуваме. Америка да не сакаше, дека Америка е толку политички слаба 2008 година, кога у иста просторија беа Бранко и Груевски, кога им викаа на грците, еве овие се договорија за додавка на името, дозволете влез во НАТО, немаше влез во НАТО. И Не, сега треба Значи, имам два заклучока кои можам да две извлечам. приказни има тоа. И да има и 20 приказни. Знам дел од нив, не ги знам сите. Но се постави прашањето. Буш, Америка, не може за уши да ја истегне една Грција и да ја каже направа и така? Па чекај, па со кого се играме тогаш? Може би не забележавте што и се случи после тоа на Грција, особено на премиерот на Грција кој Да, големата кој го стави, економска кој криза. Го стави Да. ветото. Меѓутоа, за жал, македонската делегација во Букурешт не се покажа доволно вешта да прифатеше условно влегување во НАТО со таа јадранска екипа под името Република Македонија Скопје. Господинот Груевски не беше доволно храбар да влезе во тој процес. Некој тврда дека тоа е друго влијание од друга страна на светот, за да се спречи тоа. Јас се сомневам Пошто дека Република Македонија, цртичка Скопје, сега ако го гледаш историски е страшно бенигна работа спрема спрема ова. северна. Јас се сомневам дека тогаш врз Груевски имаше такво влијание другата хемисфера на светот. Познавајќи го Груевски тогаш во 2008, не сум сигурен дека беше такво влијание, веројатно станува збор За за храброст? негова лична одлука
или немање на храброст да влезе во таков процес. Добро. И тоа е историска грешка која ние македонците многу скапо ја плаќаме денес. Ова ме интересира. Дали имаш безбедносен сертификат и кое ниво е тоа? Во овој момент поседувам највисок степен на безбедносен сертификат, државна тајна. Тој сертификат го има уште само господинот Бучковски и ти, што тебе, се извинам, што вам ви овозможува заедно со Столтенберг да влезете во седиштето на НАТО и да ве отпоздрават. Таков висок сертификат безбедносен, колку сум ја запознат, нема ни Радмила Шекеринска. Не, станува збор за различни. Едно Да, НАТО сертификат. Едно е национален, друго е НАТО. Да. Ја за НАТО и ве прашав. За НАТО сертификат, јас последно моите проверки во НАТО беа за исто така невисокиот степен на сертификација на НАТО. Меѓутоа, после промената на власта, односно емоциите на новата министерка Шекеринска и на новиот државен секретар Николич, поради тоа што они не добиваа сертификати од НАТО, влијаеа врз нив да гледаат на нас кои лесно поминуваме во НАТО проверките со непријателски очи. И многумина од тимот на нивниот тим беше отфрлено НАТО како соработници со непријателски земји. Како Белград, например. Знам дека најпрво кога НАТО те отфрла, тоа се конекциите и не е само Белград. Не е само Белград, има и други приказни, има и криминално поведение, има и други работи. Значи се знаат. Меѓутоа, сакаш да ми кажеш дека се знаат за секого? Тоа е работа нели на безбедносните служби, меѓутоа јас во поглед на тоа дел, јас сум обврзан да ги чувам тие службени тајни или државни тајни, бидејќи јас имам и национален сертификат. И јас не можам во вакви емисии да си дозволам комотно говорење на таа тема, бидејќи можам да бидам притворен и обвинен за минимално дело од 5 години затвор. Тоа често го злоупотребуваат. Сакате ли да направиме пауза и да ја прекинеме? Не. Затоа што ми рековте дека на почеток и то во живо, дека можам за се да ве прашам. Ова се шпекулации, значи ова ја не сум истражувачки новинар, доволно добро ме познавате. Но ја читам што се коментира за вас по интернет. За мене беше најзагрижувачки тоа што тоа можам како политичко лице да го истакнам, не како човек од министерството, тоа што одредени генерали не добија сертификација, не поминаа низ процесот на сертификација, и дипломати кои ги испрати оваа влада да не представуваат во НАТО. Како Фрчковски, например? Па не само Фрчковски, човек кој беше пратен баш во седиштето на НАТО. И тоа е многу поразително. Тоа зборува дека ова силно прозападна во наводници структура од СДСМ не поминува во НАТО. Па се сваќате каква структура е таа. Знаете што е најголемата шпекулација за вас на интернет? Кажете. Предпоставам дека ги следите. Дека сте покрај сева оваа фасада, дека сево ова е една убава, прекрасна фасада, дека сте вие оперативец во служба на Соединетите Американски држави и на НАТО, кој треба да работи на локалниот терен како локален човек. Зборам, еве сега, ако вие како комплимент, Джеймс Бонд или нешто повеќе, помалку и така натаму. Значи, оперативец на терен кој има сериозно високи овластувања. Нема да речам license to kill, до толку не идам, но дека сте... Кој би го убил само прашањето? Не, тоа ќе го демантирам. Јас сум лојален комплетно на македонската држава и на македонската нација. Исклучително работам само за националните интереси на Македонија. Во делот на професионалниот ангажман во Министерството за одбрана сум исклучително посветен само и само на интересите на македонската држава. Океј, еве тогаш овие неколку прашања. Кога дојде падот на Груевски, кога дојде
Значи, две прашања ќе ви поставам со две констатации. Дајте ми една минута, ве молам. Господин водител. Нема проблем. Добар си, затоа што... Добар сум, одличен, супер. Не, малку тешко дишеш, затоа Не, што нема да проблем, направиме нема пауза, ќе продолжиме. Нема. Сепак имаш скоро прележано нема проблем. повтор пат корона. Не ми смета воопшто, нема проблем. Не се заплашувам ја од безбедностите муабети и така. Јас сум угоден и кога сум помирен со горе, така Нема да. проблем. Вака. Падот на Груевски 2017 вие формирате едно тело за реформи во ВМРО ДПМН, силно поддржано од американската амбасада, тогаш многу напаѓани, дека сте добивале пари од нив и сигурно сте добивале за некакви организации, но после едноставно се виде дека шпекулацијата дека нема потреба од вас ве задржуваат, другите од групата ги нема никаде денеска, тоа тело не постои, не функционира. Во меѓувреме вие се ангажирате доста и со и како поддршка на оваа нова власт која имаше силна поддршка од Соединетите американски држави, од Калето, се извинувам, не можам, Америка и Калето се некако две различни работи. Потоа вие имавте во своите изјави, вака го коментират, не можам да кажам од моје име, не сум толку аналитичен, поддршка за Бугарија, дека договорот со Бугарија е добар, ги ја фалевте Бугарија и така натаму. Двете работи отворено и јавно ги сменивте. И вашиот дискурс кон Зоран Заев, кон СДСМ, кон оваа власт и кон бугарската држава. Тоа кон бугарската држава го елабориравме пред година дена, нели, кога силно ја нападнавте и ја дури бев изненаден затоа што силно ја браневте Бугарија. Не знам, имало некои изјави, наводно, ја не сум ги видел, дека Македонија и Бугарија еден народ сме биле, некои ваши такви изјави и така натаму. Ви благодарам што ми дадовте опширно да ве потпрашам. Повелете сега колку сакате, имате време. Објаснете. Реформите во ВМРО беа создадени за да се спаси ВМРО да не биде во опозиција, а не да дојде на власт Зоран Заев. Ако тоаш господин Груевски нас не послушаше и ВМРО се реформираше, Зоран Заев немаше да дојде на власт, туку премиер ќе беше господинот Никола Поповски. Меѓутоа господинот Груевски беше толку многу суетен и себе заљубен. Кој Никола Поповски? Министерот за надворешни работи. Министерот за надворешни работи? Тоаш господинот Груевски беше толку себе заљубен, јас, па јас, што му даде на Заев да дојде премиер. Така да на власт го донесе Зоран Заев Никола Груевски, а не реформаторите. Ние никогаш ниту сме сработиле, ниту сме имале било каква комуникација со Зоран Заев. Ниту му дадовме било каква поддршка за ништо. Пропагандата на Груевски да не оцрни, за да го сокрие ова, а тоа беше дека треба да го спасиме ВМРО ДПМН и дека ВМРО ДПМН може и без Никола Груевски. Лично беше погоден он, зашто стоеше во текстот и без Никола Груевски, он го направи тој впечаток за кој вие сега ме прашувате. И тоа, за жал, остана кај дел ВМРО-вците до ден денеска како некој убедување, но верувајте ми дека ако тогаш не послушаше Никола Груевски, Зоран Заев немаше да стане никогаш премиер. Окога стана Зоран Заев премиер, не само што тој не доби поддршка од нас, него ние се обидовме веднаш да создадеме алтернатива и да го стигнеме на власт пред да го подпише Преспански договор. И тоа го знае Христијан Мицковски. Ако Христијан Мицковски послушаше и ако настапевме на изборите, на референдума, се извинувам, гласот против е глас за Македонија, онда кога излезевме масовно и го победевме Преспанскиот процес против, Заев ќе се заминеше уште во 2018 година и тоа ќе беше Мицковски премиер. Така да е лажно тоа дека ние сме го поддржале Заев. Обратно, ние многу јасно кажавме дека за да спречиме трагедија на Македонија, треба ВМРО итно да се реформира и да се спаси од она кое следува. А што следува? Јас јавно кажав. Името ќе се смени во парламент за Трампа, за слободата на неколкуми на криминалци. Тоа се случи. И еден господин замина во Будимпешта. За тоа не можам да носам јас одговорност. Јас честно и поштено кажав, дури 6 месеци пред да избега господинот, 8 месеци пред да избега во Будимпешта, преку еден медиум соопштив каде ќе бега. И сега тоа што државата, тоа што граѓаните се правија глуви на тоа што јас го говорев, а сакаа да му веруваат на Никола,
Тоа си е нивни проблем. Ја кажав дека ќе бега и дека името ќе го трампаат за газот на Никола Груевски. И го трампаа и тоа мене сериозно ме боли. Затоа што искрено кажав и честно, и мене не ми е лесно промената на името на Македонија, него се зафркава со мене Севержан да ме вика секој ден, а јас бев директен учесник во сите настани и се борев со сите сили да спречам трагедија на Македонија и кршење на националниот дух на нашиот народ. Зошто? За еден бандит да живее на белиот и убав Дунав. Како и да е. Нека продолжат македонците да хейтат. Како успеа он да побегне на овие граници, каде што над наша земја има барем 3-4 НАТО сателити, кај што пиле не може да прелета преку граница, а да не се дознае тоа. Многумина шпекулираат дека е тоа со Амин Назаев и на американците. Не сакам да го прецизирам ништо од тоа, како побегна. Јас сум чист пред себе, пред моите деца, пред мојата држава, пред мојот народ и пред историјата на мојот народ. И пред Господ пред се. За Бугарија, пошто не сакаш за ова, повели. Сега за Бугарија. Ако најдете една моја изјава, каде што јас сум кажал дека сме един народ в две држави, да кажем на бугарски, јас ќе се повлечам уште веќе во политичка сцена комплетно. Значи, тоа е... Јас сум го кажал следното. Добро. На Македонија и требаат сите јазици. Имавме проект јазиците на Македонија. Ако албанскиот јазик е службен јазик за албанците, зошто да не биде босанскиот за бошњаците, српскиот за србите, влашкиот за власите, ромскиот за ромите, а доколку има македонски бугари и бугарскиот за бугарите. Тоа Латас го спинуваше на вечер, дека Богоевски се бори за бугарски јазик и служба во Македонија, и тоа го направија 2 месеци пред изборите. Нормално Латас, тоа му е задача од Београду да го работи, тоа прекрасно го сработи човекот, не му замерувам, си работи он за таа служба, нема проблем, почитувам, и тоа го сработи и ја завршија работата. Меѓутоа, точно е дека бугарскиот договор е во полза на Македонија. И што како што кажав дека Преспанскиот договор е неимплементирачки, невозможен, не нуди влез во Европската Унија и ќе доведе до катастрофа. 3 дена пред да се подпиши Преспа, сум објавил, го преобјавив тоа на Facebook. Што сум објавил 3 дена пред да се подпиши Преспа? Дека овој договор не гарантира влез во ЕУ, дека овој договор не може да се имплементира во целост. Некои наши заеднички пријатели велат дека вака им е дадено. Кога не е вистина, не е вистина. Вака им е дадено, подпишете. Не е вистина. Не е вистина. Тоа што некој господин сакаше таму со чашата со винце врти, а не да чита што му е дадено таму подпиши, и што не сакаше да напиши како што треба таму, тоа е друга работа. Што го мрзал да работи. И што отидоа да би простите со газињата чучнати да збираат привилегии, а не да соберат тим на експерти и да ги заштитат македонските интереси. Тоа е друга работа. И за тоа треба да има одговорност. Кој го напиша тој договор? И ако ми даде мене Господ и овој народ власт, за тоа јас ќе побарам одговорност. За тоа вртење винце во Атина, јас ќе побарам одговорност. Оти е скршен духот на овој народ со тоа винцето. Ако некој сакал да врти винциња во Атина, за тоа ќе ми плати скапо. Тоа тек ќе научат кој е бунтурот. Тек ќе научат. Сега да продолжам. Кој е бунтурот, добар си. Сега ќе продолжам ќе завршам. Добро. Че бугарскиот договор е во интерес на Македонија. Тоа бугарите касно го сетија. Од кога се сетија, што направија? Бугарска работа, направија рамковна позиција, направија прво бара анекс, па не го добија, знаете доке доведовме до вето. Она што се случува со Преспанскиот договор. Ние ајде го подпишаме Преспанскиот договор. Ајде не го валоризиравме како загуба за македонците. Таа загуба не донесе доволно привилегии за Македонија. Па таа уште пуста корона ни се најде, па ни НАТО влезе од него валоризиравме, барем да добиевме економски бенефит од влезот на НАТО. Па и тоа не бидна. Ништо. Трагедија македонска. Ништо. Немаме инвестиција. Како колнати сме. После. Дојдовме до ситуација кога требаше разумен политичар, ја да бев, да ја воде водата, што ќе направив? Ќе дигнев рачна. Нема имплементација на Преспа. Зошто? Затоа што самиот договор ти вика стоп. Нема почеток на преговори со ЕУ, нема Преспа. Нема отварање поглавје за образование,
Нема северна наследителствата. Нема отварање поглавје за, не знам, за здравство. Нема северна на институциите или за наука. Нема северна во МАНУ или во археолошки Ама од институт. све добивме мал Шенген. Сега, во што дојдовме? Мал Шенген. Тоа предвремено имплементирање на Преспа со желба да им се допаднеме на грците, да се ги симнеме гаќите сами, без да не ги турнат, не доведе до национална катастрофа, постпреспанска катастрофа, кај една па ушедна. Брусење на шах. Ем да не влеземе во НАТО, во ЕУ, извинете, ем да не валоризираме загубата, а ние да имплементираме и да продолжиме со себе понижување. Па самиот грчки министер за надворешни работи кога дојде во посета овдека рече дојдам да видам дали се имплементира Преспанскиот договор. На прашање дали во Грција се имплементира, рече Грција е сосема друга приказна, кај нас таа тема е поосетлива, така да не прашувајте за таа тема. Тоа е вулгар. Со грците можеме да решиме работата поинаку. Тоа се вика Тоа Петар, дозволи ми да ја завршам не реченицата. Не го разбира тоа. Тоа се вика мочење од керамиди. Се извинувам на дискурсот мој некултурен. Да, ама ако му дадеш, прости вака, шапката која симнеш и го речеш мочај, ќе моча. Па не помоча. Па извини вака, ама ако имаш достоинство и образ, но и пред се знаење во што лежи проблемот со Македонија и со грците, тоа ќе се реши и немаше да живееме ваква национална катастрофа и трагедија каква што ја доживеавме. Се што е казано е дека Заев работи под диктат. Све ова што му е направено, дека му е наредено. Не. Еве, нели јас сум амерички шпион, што ми нареди да работам под диктат. Нема врска тоа. Нема врска. Јас сум амерички. Никој никому не диктира. Сите сме оставени да размислуваме, да создаваме и да се бориме за Македонија како знаеме, умееме. Ако некој не знае да ги штити националните интереси на својата нација и на својата држава, а народот упорно го гласа. Пази, за Зоран Заев овој народ даде на последните избори 300 и колку, 50.000 гласа. Добро. За мене дадоа 3.000. Така е. Кој е крив? Така е. Што не ме гласаа мене? Што го гласаа Заев? Така е. И после дека го гласаат пак Заев. Ама ти не можеш да ги вработиш. Заев може да ги вработи. И па се жалам, ама држава нема да има. И па Ден Дијас, како сега што е Ден Дијас, се сега. Добро. Нека ги помочи уште еднаш. Така. Се прости вака. Сега. Ние со Грција можеме да имаме најблиско пријателство. И треба да имаме. Добро. Зошто? Зошто? Затоа што со грците па ни е заеднички македонизмот. Okay. Како што со бугарите ни е заеднички бугаризмот, историски во еден концепт, во друг концепт ни е заеднички македонизмот. И ние што направивме со Преспа? Ние на грците им подпишавме апсолутно право или ексклузива на македонизмот и во културолошка и во секаква основа, што не е така. Зошто? Затоа што македонизмот има своји пројави и тука и на оваа територија, не само во Егејска Македонија. Второ, по меѓународните стандарди ти можеш да се идентификуваш со која сакаш култура. Ја можам денеска да речам, да ми прости Гиш, ќе спомнам, он мислам дека е љубител некој од источните култури. Да. И он вика, јас сум некој си таму харе. Можам да се да речам, ја од денеска ќе станам инка. Што се инки сум, почитувам некоја таква култура. Значи, ја го почитувам македонизмот. Имам право да се идентификувам со некоја култура. Како може ти да потпишеш договор на кој му даваш ексклузивитет на една нација и на една држава право на културолошко наследство на една култура која е општа, цивилизацијска. Дури грците тоа го разбираат и викаат, види ги овие шупелки што подпишуваат, ај греота се, многу се глупи овие македончињава што преговараат со винцето, ај ќе ставиме таму Преспански договор дека сепак имаат право да се идентификуваат со тоа по ново хеленизам наречено во суштина македонизмот и дека доколку сакаат не мора да го рушат Александар споменикот или Фичо споменикот или на сопругава Олимпија, пошто Грујо беше нели заљубен по споменици, не мора да се групираат таму всеки само што ги направиа да ги рушат, слободно нека се идентификуваат и они доколку сакаат со тоа. Че замислете и грците, познавајќи ја работата. Сега обратно ја ставаат. А гледајќи ги нашиве колку се телиња. Телиња, мазни мозочиња, мазни. Дал Господ мазно мозоче,
А желба газето да го седне во фотелја, да врти винце, да мисли дека е некоја елита. А не сме далеко од елита, ние сме ропачана. Елита е друг свет. Да си продаеш собствената нација за винце во Атина, тоа е грозно. Грозно е, за мене е грозно. Ќе живееш во сламена колиба, така не учи нашиот национален наратив, но ќе го зачуваш достоинството и образот. Како може да дозволат да прифатат такво понижување, а да не валоризираат ништо, да не направат ниту стратегија за да дојдеме до некаква национална сатисфакција. Барем еднаш македонците да се почувствуваме победници на толку историски премежја. Тој Преспански договор е силно поддржан и одобрен. Русија, Кина, Соединетите држави и цела Европска унија, вклучително сите земји. Тоа е грчката дипломатија, во ред. Преспанскиот договор е реален. Чекај. Ние Тоа е грчка дипломатија, а шо овие ретардирани се Европска унија и американците. Не. Преспанскиот договор е реалност. И тој сега ние не можеме да го занемариме. Така е? Ние сме држава без многу државен историјат и немаме чувство за такви меѓународни договори. Но прашајте, вие бугарите, си имаат договор за поделба на Македонија. Овој дел и припаѓа на Србија и види ги каракачановци си служат на Србија. Што каже, како свири Београду, така игра Краси. Српско коло, Краси српско коло. Чекај, они се силно навредени што ние имаме тие релации. Глума, викаш што? Значи, бугарите си го почитуваат договорот. Си му служат на србите за Вардарска Македонија. Има договор. Ова е нели српскиот договор. Викаш, реално може да се случи тоа? Ние меѓународните договори треба да ги почитуваме. Можеме заедно да ги раскинеме или да ги надградиме. Моја визија е да седнеме со грците, да развиеме пријателство на база на македонизмот, на тоа наше заедничко историско и културно наследство, бидејќи во Грција има некаде околу 4 милиона македонци. Ги знаете, нели? Ги сретнувате ностово во Солун. Мене ми изгледа тоа како невозможно, затоа што пропагандата грчка за омраза, дека сме ние, се извинувам заради вулгарниот збор, цигано-скопјани и така. Не се менува тоа сето. Се решава тоа едноставно. Викаш? И ние можеме да влеземе во ЕУ, патот на Македонија во ЕУ да помине преку Атина, преку Солун, без проблем. Македонија природно гравитира кон Солун. Нашиот сон, нашиот аманет е обединета Македонија, во обединета Европа. Мојот мотив во политиката не е да вртам винце во Атина. Ќе си помнам со жената, со децата, ќе си вртам винце во Атина, лани бев. Не ми треба државна функција. Мојот мотив да отидам во Атина е да е обедина Македонија. А тоа може да го направиме со грците. И обединета Македонија во обединета Европа е само возможна. И тоа е императивот на она за која се залагам и која го пропагирам нон-стоп. Ние природно гравитираме кон Солун, кон таа култура, при тоа да не заборавиме дека сме биле во тешки судири историски со грците. Исто така со македонизмот. ВМРО е во судири историски со македонизмот. Тука се смешува бугаризмот. Ние имаме проблем со бугарите токму и тоа. Ние не имаме решено ниту наследството со бугарите. И имаме многу прашања за решавање. Но не на ваков начин пазарчиски. Ние се работи вака како што ги решивме, за екзодус на македонско население, за масакри, за напалм бомби. Тоа е друго. Добро. Види, една Германија и Франција успеа да ги надминат разликите и по првата и по втората светска војна. Да, ама те морам за напалм бомбите морам да објаснам. Добро. Тоа е голем мит во македонскиот народ и морам да го објаснам. Често ме прашуваат на Facebook македонци, кои ќе ги објаснам за британците. Викат, како не се срамиш ти предавнику еден платенику, тоа да ти тежат парите во гробовите, нели? Секи јас имам 10 гроба. Еден ги имам, нема 10 да бидат. Имаш пари? Колку дал Господ? Дај нешто. Не е проблем. И што прават? Се гради мит дека точно да, британската армија интервенирала на страна на демократската армија, на страна на грчката армија, која стоела на страна на британската, на НАТО, да речем, условно страната, визави нашите кои се бореле и кои биле поддржани од комунистичката партија. Од страна на СССР. Так. Нашите не ги наоѓам за виновни. Зошто? Затоа што ДААК и комунистите
им ветувале признавање на македонскиот национален идентитет како засебен од елинскиот, од грчкиот. Така? Ги подлажале. Може би немале друг избор. Може би направивме лош избор. Вината ја гледам во ѓубрето од човек, стока, Сталин. Знаел дека попишал на јаута поделба на сфери на влијание, каде што Грција попаднала 100% на западниот свет. Кај што не смеел да се меша во Грција, А се мешал. ѓубрето ги зема македонците и ги пушта како глинени гулаби да гинат, а знаел дека самиот он им признал на британците право да фрлаат бомби врз нас. Самиот он, тоа стока од човек, тоа гнида од човек, Ама он не бомбардира. тоа гнасите болшевички. Ние ја доживеавме најголемата македонска историска трагедија, македонскиот геноцид. Тоа е геноцид врз македонците. Тоа е геноцид. Еден цел народ е убиен и иселен. Ама русите не ги фрлаа бомбите. Русите ги предизвикаа бомбите. Тоа е исто како да речиш кој ти го предизвика инфрактот. Инфрактот го предизвика нешто друго, а инфрактот е последица. Бомбите се последица. Што ги предизвика бомбите? Тука лежи зајакот. Што ги предизвика? Бомбите ги предизвика ѓубрето Сталин. Како можел да ги Македонците манипулира? доживеавме најголема национална катастрофа од тие ѓубрињата болшевички. Зошто? И тоа Како? не смееме да го заборавиме низ историјата. Како? Затоа Петар? што направија граѓанска војна во Русија, во Грција, со цел да го прошират своето влијание, а знаеа дека друго подпишаа на јаута. И не оставија да гиниме во Егејска Македонија. Ние гиневме за национална кауза. Несвесни дека се нашите наместени од тоа ѓубрето од Москва. Но американците ја доживеавме- задржа, Запад ја задржа. И ние влијание. доживеавме национална катастрофа. Во исто време Тито не можеше да ги отвори границите. Знаете ли зошто? Затоа што прво требаше да се усогласат работите, зашто Југославија беше поделена 50-50 меѓу Западот и Истокот. Требаше да дадат и Западот некоја согласност. Значи, ние бевме ставени, тогаш нашите беа ставени во најкатастрофата на катастрофите што може да се случи на нација. Едниот те тепаат, другиот те буцкаат, да те оставаат да гиниш, жени, деца да ти убиваат со бомби, да те бомбардираат, а ти да не можеш да заштитиш ни собственото, не куќа и по куќиња. Детето не можеш да заштитиш. Слушај, И збориш ние македонците упорно ги мразиме тие кои ни дадоа шанса да се возобновиме и духовно издигнеме како македонци направиме држава, а упорно гаеме илузии и му правиме чест на ѓубрињата, на отпадот од човечковата историја, тоа е болшевиците, која предизвика најголемата трагедија, историска македонска трагедија, тоа е егејскиот помор, буквално. Сакаш национален пауза помор на или да продолжиме? Може да продолжиме. Тогаш јас ќе ти речам на вако висок тон како што и ти се обрати на јавноста. Да си полицаец, да си агенти на Америка и да ти даат оружје, license to kill, и да ти речат пукај на децана, нема да пукаш. Човечноста ќе работи, а не послушноста. Колкава и да ти е спрема американците. Така што, Ти си отварање... помни. Не. Сега ја јадам бурек. Дали ќе отвориш граница на луѓе кои гинат, деца, жени и деца, фургони, не можеш да го оправдаш, види, морал се консултира и со Запад и со Исток. Не. Тука нема консултирање, тука отвараш и спасуваш животи, а после преговараш. Тоа ја ќе го кажам на висок исти тон, ти како ќе го кажам. Тука помогна албанците, Еве Роџа, ги отвори границите, заштити ни за македонци. После Тито направи што направи. Глумеше Сталин душегрижник, ги делеа во битова на железничка мајки со деца. Некои мајки... Чекај, отидоа они во Советскиот сојуз, отидоа и во Варшавскиот пакт. Некои никогаш не се најдоа. Некои мајки останаа во битова, во некои деца Полска, заминаа. во Унгарија, во Романија замина многу. Тешко е да зборуваме за таква трагедија, но окей. како и да е, тие гнасите болшевички ја предизвика најголемата трагедија на македонците. Се повторуваме. Ти благодарам. Дури Петар. ни римјаните не направиле таков геноцид на Балканов како што предизвика болшевиците. Океј.
Да не зборуваме за нивите геноциди врз самиот руски народ, врз украинците, гладоморот, 12 милиони умрени од глад, умираа деца за зрно, брашно, од тоа ѓубето Сталин. Тоа е отпад, тоа е гнасотилук на историјата. А големиот глад во Ирска? И кој ќе ми Кога зборува, умреа 7 милиони затоа што беа гладни, а како не најголемата преселба на ирците во Соединетите држави е токму заради тоа големиот. Кон сите народи имам емпатија, но ќе ми дозволиш најмногу се чувствувам со мојот народ. Може би тоа ме прави помалце соросоид, помалце либерален, може ме прави помалце гаѓани на светот, ама таков сум како што сум. Најмногу имам емпатија кон својот народ. Инаку, ако сака веќе збориме за најголемите злосторници во историјата на човештвото, како е Мао Цетунг кој има екзекутирано 30 милиона кинези. 30 милиона кинези и милиарда врапчиња. Како и да е, ние во Македонија имаме еден проблем што немаме национална кауза. Тоа го зборував прошлиот пат кај тебе, но недоволно јасно. Да, тоа е разликата помеѓу левица и десница. И тука лежи непомирливоста. Ако последниот обид на левицата и десницата на Македонија беше 29 или 19 година, кога во Швајцарија седнаа на маса да се договорат левицата и десницата на Македонија заеднички да настапат за независна Македонија и да тргнат во една борба која требаше да биде тајна, која требаше да биде тој состанок, тој требаше едноставно како евреите да се организира цел народ за ослободување од сите влијанија и беше договорено ништо од тој состанок да не се иде во јавност за да можат да се создаваат ќели и да се иде напред. Одма после тој состанок во Швајцарија излезе левицата и во интервјуа кажа све што се договарало. Едноставно се стави во служба на одредени структури на Балканот. Јас сакам да кажам следното. Ние се уште се почиваме на или се темелиме на југословенската доктрина, југословенскиот историски наратив. Во Македонија има емпатии огромни. Тоа не е, ја мислев во времето помлад сум бил позелен. Мислев дека има старите емпатии кон Тито само ради тоа што биле помлади. Нормално јас, иако сум пораснат во младоста и помнев во транзиција, имам убави спомен на младоста и се така и транзиција катастрофа. Покатастрофа не можеше да биде. Не може. Ама имам убави спомен на младоста, така и тие со Југославија со Тито, но не било само така. Зошто? Затоа што за време на Тито ние сме оствариле неколку од клучните национални каузи. Црква? Црквата број 1. Тоа е нашата вековна битка. Нема збор. Небитното. Втори државноста. Двете клучни работи, кои се уште ги заокружуваме, се бориме, правиме, но остварени се барем на институционално поставени. Сега тој наратив не мора да го пукаме. Ја не викам ајде сега се тоа што е ќе избришиме со гумичка и сега ќе почнеме да пишуваме на бели корици, на бели листови од нула. Не. Но треба да го модифицираме на начин да дојдеме до современ македонски историски, културолошки и секој наратив, пред се историски, каузален, во потреба на современата македонска доктрина. Според мене, не мора се сложиш ти или било кој граѓанин. За да обстои Македонија најдобро. Нашата национална доктрина треба да биде развој на Македонија како граѓанска држава. Држава, нација. Каде што сите ќе бидеме македонци по нација, по државјанство. Небитно е твоето етничко потекло, верско, политичко и било какво. Да, ама ние да албанец нема да ти го прифати ова. А како го прифаќа во Америка ќе појат албанци, стануваат американци? Како го прифаќа таму, како албанци стануваат американци? Богата држава, моќна држава. Па и Македонија ќе биде богата и моќна држава. Значи, на албанците тоа треба да му се објасни дека не е антиалбанство. Он ќе си го негува својот албански национален етнички идентитет, својата култура, својот јазик. Неговиот албански јазик ќе биде и службен јазик во таа граѓанска држава.
но нема да постојат албанските квоти. Нема да станеш ти албански премиер зашто имаш квота, или албански судија ради квота, или да се запишеш на факултет заради квота. Не. И да се вработиш во администрација заради квота. Не. Ке се вработиш. Трагедијата, извини, во Тетово е причина на тие квоти. Тие квоти водат потекло од рамковниот договор. Тој рамковен договор, тој рамковен договор е преживеан, наживеан. Треба да го напуштиме. Па кој ни го наметне тој договор? Американците? Ја ли ги вадев со автобуси? Не, никој не го наметне тој договор. Самите македонски политичари се на преговара и договараа решение, додека место да договорат граѓанска држава, љупче сонуваше остатоци од национални држави и тресеше зелени дека сме го напуштиле концепција 45-та, сега нешто модификации, не можеше на човекот јасно во главата што зборува. Мислам дека Борис Тековски беше повеќе тоа за граѓанска држава, немаше, ќе ми простиш Мадиња да тоа да го презентира целосно, Бог да го прости, не сакам ништо лошо да кажам. Слепи беа македонските политичари и наместо во тие преговори на американците да им речат: додовте да ни помогнете на масава. Да. Ја сакаме Америка на Балканот. Сакаме да го пресликаме вашето општество тука. Тоа ќе беше. Охридскиот договор ќе беше ова што јас ви го говорам. Ќе пресликавме граѓанска држава. И ние последниве 20 години ќе развивавме граѓанска држава и ќе бевме многу поуспешно, попросперитетно и посреќно општество. Ама слепивото на нашите политичари, етнонационализмот на албанците секако. Тука не го исклучуваме етнонационализмот на албанците. Тој постои до денеска, ви ги во чашка што прават сега на локални избори. Се тепаат села со Ахмети, ама во чашка настапуваат заедно. Смешно. Освојуваат каурски територии. Забегана работа. Смешно, недозволиво. 21 век сме. Значи, тоа не го спорам. Но тука требаше да се покаже лидерство, визија и македонската држава, ако почеше тоа ќе беше посрекна, но не е касно, можеме да продолжиме понатаму да се развиваме како граѓанско општество, граѓанска држава. Ти кажав, нација, граѓанин, нација. Сите сме со државата, имаме една работа. Однос граѓанин, држава. Ништо повеќе од тоа. Се друго си е во приватна сфера. Ти дали си албанец, дали си француз, дали си еским, се твоја работа. Отидено е предалеко, нема враќање од тоа. Има. И албанците тоа го поддржуваат и ќе го поддржат. Они се свесни, има интелектуалци албанци, има писмени албанци, има многу писмени албанци, тоа ќе го разберат и тоа ќе го завршиме. И не се тука само албанците проблем. Тука најголем проблем е да се убедиме со македонците муслимани. Види го ова што го зборам јас за бурките и за минарињата. Албанците не ме напаѓаат, се полудеа македонците муслимани и бошњаците. Зошто? Нема логика од тука. Значи, што они не разбираат? Македонија е ранлива на неколку основи. Најмногу во мултиетничноста и мултиконфесионалноста. Мултиетничноста е тешка да ја повредиш денес. Зошто? Затоа што ние веќе се научивме на таа мултиетничност. Но мултиконфесионалноста е нешто кое се уште е табу тема во земјата. Што се случува сега во моментот во Македонија? Се случува промоција на еден нов тип на ислам. Нешто кој не е традиционален ислам, нешто кој не е нормално за македонското поднебје. Тој ислам, ако донел нешто убаво во светот, нека дојде и кај нас. Ама тој донел само страдања, крв и војни. Каков ислам збориш? Тој е радикален ислам. Радикален ислам. Видете што донесе во Ирак, во Афганистан, во Сирија, во Либија. Што донесе убаво тој тип на нова пројава на исламот? Ништо. Зошто го носиме ние денес во Македонија? Не збориш воопшто за исламот, туку за тој вид на ислам. Апсолутно. Зошто го носиме ние денес во Македонија? Кој го носи? Го носиме во Македонија за да уништиме Македонија. Кој го носи? Го носат тие кои сакаат да ја уништат Македонија. Кои се тие? Тие кои не сакаат да успее Македонија како држава, значи повторно истите историски непријатели на Македонија. Како се спротивставиме на тоа? Да го превенираме. Како да го превенираме? Да спречиме чувство на кај христијаните дека исламот ги потиснува христијаните и дека врши повреда на чувствата на христијаните. И детектираме неколку точки. Една од точките е
новата мода во исламот. Друга од точките е она бурки, нешто што не сме го гледале ниту во отоманско време. Друга точка е повикот за молитва во џамиите, посебно рано наутро во 4:30 саатот, кога буквално не те остава ниту на нормален живот. И се они реагираат бурно на тоа. Од типот ти сакаш да ги наредуваш нашите жени, мајки, сестри, ти сакаш да ги замолчиш џамиите, минарињата, они не разбираат што им збориш. Прво, ако зборуваме за, јас почитувам фундаментална вера, се сакам христијанската вера фундаментално, а го почитувам и фундаменталниот ислам. За време на пророкот Мухамед, ниту имало бурки, ниту имало звучници на минариња. Пророкот Мухамед, кој бил протеран, го спасиле православните. Му го спасиле животот, му дале земја и куќата негова е првата џамија. Он, гледајќи ги православните како функционираат и практикуваат вера, ние сме ги повикувале на молитва луѓето со камбани, со звона. Ама тоаш луѓето живееле поинаку, зборам за биоритамот. Луѓето, као денес во манастирите, луѓето легнувале во 7, вечерата била најкасно во 7. Станувале сабале во 4. Затоа молитвите биле во 4, 4:30, да почне денот со молитва и да заврши денот со молитва. Ама денес времето се смене. Дел од нас легнуваме во 3. И се замислете да разбуди такви непријатни звуци во 4:30. Второ, кога Мухамед разговарале како да ги повикаат неговите верници на молитва, они викале дали да стават рок, на крајот одлучиле зашто да не биде тоа човечки глас. И викаат еден црн човек, дали бил црнец, дали бил еден црн човек, не е битно за емисија денес, еден црн човек започнува со тој повик, се качува на влијата, на ѕидот од куќата и повикува да дојдат верниците, да дојдат луѓето на молитва, да слушнат што е тоа што го зборува пророкот. Поентата е човечки глас, мелозвучност, пријатност за увото, за да те привлечи да поидеш на молитва. А не непријатност, не звуци кои не се наштелувани и кои те предизвикуваат одбивност. Дури Саудиска Арабија донесе закон за намалување на звуците на џамиите, Кувајт, а Приштина соседна. Приштина е за нас запад. Приштина во соработка со Европската Унија направи ја специјална програма која ги усогласи џамиите и сега, ако има повеќе џамии на едно место, една само џамија повикува на молитва и го усогласија звукот да биде така наместен, да биде мелозвучен и пријатен за жителите, за граѓаните. Само Скопје се врши на хилије. Побудено од тоа да се манифестира надменост на една вера врз друга, на муслиманската врз христијанската вера. Тоа кај нас христијаните побудува непријатност. Токму тој момент го чекаат душманите на Македонија. Токму таа непријатност и антагонизми меѓу христијани и муслимани еден ден ќе биде искористена за создавање за растојање на македонската мир, стабилност, спокој и државност. Ова го знаеш? Јас се обидувам тоа да го превенирам. Ме разбираат голем дел граѓани, дел не разбираат. Еве имаат прилика да гледаат емисија и да разбираат што им говорам. Ако вие го разбираат ли и странциве ваши? Не мои, ти се странци, мои се македонци. Значи, Јас се извинувам што сум малце провокативен. Македонците Ствари не се извинувам. Македонците се надевам ќе го разберат. Второ, дали го знаат ова и странците? Да, апсолутно го знаат. Зошто не реагираат така како што реагирале во Приштина? Реагираат, меѓутоа во Македонија очигледно сме најнецивилизирани за разлика од други држави. И треба да поработиме на тоа. Дали поред вашите сознанија дефинитивно доаѓа до нов конфликт помеѓу македонците и албанците за растурање на ова општество? Добро, помеѓу христијани и муслимани. Дека ќе има. Да, се обидуваат да направат линијата на огнот Скопје. Скопје. Се обидуваат да се направи таква состојба и ние треба да ја превенираме и затоа јас се отворив темата. Не сакам да ќарам поени, туку сакам да превенирам такви настани.
Колку е проценти дека ќе се случи ова? Високи. Имаме македонци муслимани кои чувствуваат омраза кон нас македонците христијани. Добро. И ја целосно ги разбирам. Зошто? Затоа што сме ние криви. Не ние, се не конкретно јас, ама нашите дедовци, ќе ги кажам, прадедовци. Зашто? Зашто на времето владеело едно верување дека не може да бидеш македонец ако не си христијан. Така. И ги понижувале македонците муслимани и ги отфрлале. Го гледав ја ова изминативе 20 години. Знам, катастрофа политика. Македонец и од понашање, не може од све. само као стар скопјанец да си, За не срамота. може да биде црнец, не може да биде Не, за кинез, срамота, за срамота, за срамота. и така натаму. И Тежок национализам. И не, то не е национализам, тоа е простотилук. И македонците муслимани, почувствувани како отфрлени, гаат фрустрација во себе, која отфрла племето, семејството. Отфрленото, едно дете да го отфрла во семејството, знаеш каква фрустрација гаат. Така е. Така да македонците муслимани имаат оправдано фрустрација, зашто се отфрлени од племето. Зошто? Затоа што своевремено, кога султаните го киднапирале македонизмот за себе, не знам дали знаеш дека султаните се прогласиле за Базилеус Романорум и за наследници на македонизмот. Како? Римски императори. Аха, добро. Дури македонци кога му се обраќале за македонска црква, му се обраќале до падишакот и Августус. Августус знаеш дека е римска титула, император. Добро, а падишах е источничка. Источничка, да. Добро. Во тоа време Падишах, кај го извади зборев овој ирански зборник? да, па и Падишах. па султанот го владеел и тој терен, и тој терен, ќе го чуеш. и он како калиф, бил и калиф, бил и падишах, бил и султан, бил и Августус, бил и Базилев, сите титули си ги собрал на себе. Вика, јас сум бе газда сега, дојдов тука во Стамбул, овде живееле императори со сите титули, ја ќе ги соберам сите титули, оние источнашките ќе ги соберам плюс, ова од дедо ми ќе ја земам султан плюс и ќе станам се. Тоа го прави Александар Македонски. Александар Македонски имал 35 титули. Кај што се шетал, собирал се. Не е нешто ново султаните, мислам, не ги сватиме погрешно. Така. Секогаш тие го киднапирале македонизмот за себе. Кога тие до толку биле заљубени во македонизмот и во големиот Искендер, нели, Ацо големиот, тоа било за нив чудо, нели? Митот за Александар е до ден денеска чудо. Знаеш колку паѓаме ние во несвест во Македонија по Александар Македонски. И цел свет паѓа во несвест, нели? Јас некој имав еден пријател од Латинска Америка, дојде па го виде споменикот на Александар, седевме на онаа галијата и во несвест беше паднат, мислеше дека дошол директно во дворецот на Александар Македонски. Како да ви кажам, луѓето паѓаат на митови. Човечка природа. Они дури султаниите ги носеле да се пораѓаат во Едрене, во Одрин Македонски, за да добијат дух македонски, за да бидат јунаци. И они го киднапираат македонизмот во своето семејство, во Отоманската династија. И они забрануваат на христијаните да се нарекуваме македонци. Затоа на пописите ги нема македонците. Забрануваат да има територија Македонија. Единствено само во турско време немало територија Македонија. Не се го спомниле Македонија. Македонија прима секунда, терца, римско време, за време на Ромеја. Секоја сме ние Македонија, освен во отоманско време. Ама македонци признавале? Да, ако бидат муслимани. Ако бидат муслимани. И они, македонците кои биле врзани национално или сакале да останат македонци, прифатиле ислам. И што е сега И проблемот? сега ние место нив да ги цениме како суд од македонското племе, како луѓе што го прифатиле исламот, но тие се македонци, тие се наши, тие не сме исто племе, исти крв. Кој го поттикнува тој конфликт помеѓу македонците, муслимани и христијани? Рече дека они имале како отфрлени многу силни чувства навредени и сакаш да ми кажеш дека Пред се кралствата, Грчкото кралство и Српското кралство. дека они се највише ќе го внесат тој радикален ислам овде? Во моментов за жалење, они се за жал се под најсилно влијание на тој тип на ислам. Така. И божњаците. Сега, во целата таа приказна, ние место да имаме државна стратегија, тие македонци да се ги собериме при себе и да си направиме историско помирување,
И без разлика на нашата верска припадност, ние да се ја чуваме Македонија, како овсташчина на нашите заеднички дедовци. Нашите прадедовци биле браќа, некојаш биле иста вера и биле браќа, иста нација. Ние упорно дозволуваме странски сили таа смешна кавга да ја употребуваат за распаѓање на македонското општество. И тие се работи кои силно го повредуваат, ја намуваат силата на македонците. Зошто? Затоа што место тие се попишат сега на овој попис како македонци, пола од нив ќе се напишат албанци, пола турци, пола не знам што, некои се викаат да се муслимани, не се македонци, ништо. Едноставно луѓето имаат гнев. И ние тој гнев треба да го абсолвираме и треба да најдеме решение за тој гнев. Треба да најдеме решение за тој проблем, што е национален проблем. Исто е и со македонците бугари. Оние кои биле поповрзани со јазикот, со црквата, тоа сме биле во една црква, Цариградската патриаршија, и биле православни. Има уште во Струмица неколку фамилии, има Крушево неколку фамилии, има патриаршисти уште во Македонија, ретки се. Денеска се генерално во Грција и се грци. Се изјаснува како Грција, се иста крв како јас и ти денеска што сме на масава. Тие патриаршисти биле мнозинство. Меѓутоа, јазикот барал богослужба на црковнословенски јазик. Се будела оставштината на Кирил и Методий. Знаеш колку е, како да му објаснам на нашите македонци, што е македонеци, бугари? Ако имаш у план уште некои работи да ги кажеш во емисијава, времето ти тече, скоро саат. Завршуваме? Не завршуваме. Имаме уште работи до 2 сати. Ти кажувам, прави си тајм менеджментот и неки имаш време само се да да објаснам кажеш. што е македонеци и бугари, па после може да вклучиме гледачи без проблем. Неки имаш време, имам уште прашања. Добро. Ќе видиме колку време добро. ќе имаш, добро. Значи, гостинот сака да се отворат телефоните и да му поставувате прашања за неколку минути. Режија ќе ви давам знак да ги отворите, па ако има некој да му постави прашање. Ако ти си сиромасен човек, седиш во село, еве ќе земам Кривогаштани, меѓу Прилеп и Крушево. Аншанте. Ти си толку сиромашен, толку напатен, што немаш никакво сознание за себе, освен дека си христијанин. Не си турчин, си христијанин. Односно не си мухамеданец ги викале. Мухамеданец и христијанин. Не се распленувајте, молам. Не, ова е многу клучно да осватиш. Добро. Ако се родило некое дете со мозок со IQ над 80 и почело да осознава што е го убивале. Нас не убива на интелигенцијата векови и векови. Го збореше тој и прошли. Нема кој да те осознае. Така. И сега доаѓаат попови. Ако во село влези прв поп, што ќе ти рече дека ние сме веројатно бугари, они викат, што е тоа, ова, Ама прво влегле и грчките попови, па не му успеало. не, Дојдо и бугарските, не, не му успеало. Дојдо и српските, не му ама успеало. ова село не го кажа случајно. Вика, па може сме бугари. А ние ќе имаме наша црква. Знаеш, и они црковното го гледаат како идентитет, не национално. Тоа Бугарија како држава не ни постои. Доаѓаат српски попови во другиот дел од селото, или во некој село стигнал поп прв да помине низ цело село, станале сите во наводници кажано бугари, односно станале бугар милет или станале по религија припадници на бугарска црква, а не бугари по етнос. Во другото село пошол српски поп, тој станале срби. Или во Кривогаштани па двајца попови од двете страни на селото, па се поделило селото на пола. Пола српско, пола бугарско. Тоа треба да го разбереме дека не е етничка припадност. Македонски бугарин или јужносрбијанец не е етникус. Тоа е црковна припадност. Тоа денес го злоупотребуваат и Србија и Сакаш Бугарија. да кажеш дека се тоа македонци кои Апсолутно различно црковно биле определени Сите до еден. Вклучително и Гоце и сите до еден. Добро. Се македонци. И да слушаме ова клучно, сакам да го кажам со точно, ова е поздрав и до Бугарија. Кога Бугарија станува држава и ја национализираат екзархијата, која ни ја дал султанот како заедничка црква за сите кои сме користеле словенски јазик. Ова мора да го знаеме. На 2 јули 1887 година
во Прилеп е еден од првите гласови. Се собираат македонски првенци и пишуваат писмо до Августот во Стамбул или до Султанот. Пишуваат во писмото пишува и Август, да знаеш. И викаат: ние не сме родом българи, ами македонци. И сакаме македонско народно школо и македонска црква која ќе биде под папата, но по византиски ред. Прв попишен, дали знаеш кој е? Не. Прв попишен е Диме Талев, дедо му по машка линија на најголемиот българин на сите българи Димитар Талев. Од железниот светилник. Затоа ќе ми зборуваат бугарите. Ќе ми зборуваат бугарите на мене за железни светилници, за Димитар Талев, за тоа срамота што се ги предал дедовците. Тие не се запрашаат кој ги предал дедовците. Бидејќи дедо му на Димитар Талев или прилепчанецот Диме Талев го попишал својрачно ова писмо. Кој ќе го побијат Каракачанов, Захариева и сите шекерезади од Бугарија, ова писмо, кој ќе ми го објаснат на мене ова, тогаш со мене ќе разговараме со поднакви тонови. Што се случи тогаш во помодерниот дел, дека кога веќе се наговести дека после Преспанскиот со бугарите лесно ќе го довршиме и дека бугарската црква ќе биде мајка на македонската православна Ги фатија црква. русите со шамари? Чекај, дека ќе биде Мајка да ги црква на запознаеме. МПЦ. Да, и преку неја ќе го добиеме преку Цариград, која ќе се заложи за нас преку Цариград да ја добиеме конечно нашата автокефалност. Викаш, ми се убаци у збор со право, шамари од Русија? Бугарските попови, кои се сметаа за владици, добија руски шамари и заборавија на се од МПЦ и ја предадоа целата таа приказна сказна, но ние ги искористивме. Чекај. Они сепак го ветија тоа дека ќе и помогнат на Македонија кај Цариградската патриаршија да добиеме автокефалност наспроти дека ќе ја признаат автокефалноста. Дека ќе ја признаат автокефалноста и ќе им се спротистават на српската црква. Да. И што се смени? На база на нашата заедничка екзархија. Значи На тој тој е томос. каков е тој договор? Дали е потпишен или е усмен договор? Не би навлегувал толку детално, зашто ќе наштетам на МПЦ. Значи Ако тоа е веќе нешто во процес. ако веќе кажам некои работи, ќе наштетам на МПЦ. Зашто во моментов имаме процеси кои благодарение на тие процеси со БПЦ ние се наоѓаме пред Цариградскиот суд. Така да се надевам дека Па нели попиле шамари, нели е повлечена и попу не важи таа работа? не, се надевам дека Тогаш какви биле шамарите, неефикасни? па не, ги зафркнавме русите. Тие те паќе ги бугарите, ние добивме второстепен суд. Изгубивме на првостепен, а добивме второстепен суд. Каков е тој првостепен, второстепен? Па ако се скараат две помесни цркви, одиш на Вселенска патриаршија. А во Вселенска патриаршија русите се избркани. И русите не може да не спречат да добиеме томос сега, конечно фала на Господ, излеговме од сферата на влијание на Москва. Ова се радосни вести за мене. Да. Знаеш, затоа што Има во МПЦ, затоа што многу има во луѓе МПЦ двајца кодоши кои во моментов работат против ова, кои пуштаат во медиумите вести против ова, во обратна смисла, дека тие што работат на ова се предавници на Македонија на МПЦ, не обратно, тие се руски шпиони во МПЦ. И ја за кратко време ќе кажам јавно, но вечера не. Тие момчиња се полоши дури од Зоран Вранишковски. Се обидуваат да спречат по секоја цена да напад скандал во МПЦ, за да го обесхрабрат Вселенскиот патриарх да го даде томосот, зашто Вселенскиот патриарх не сака да влезе во екскурзија, доколку ние не сме едногласни во нашата желба да влеземе во единство со Светата црква, ќе се полечи нормално много тој и сега овие две момчиња од кои ни Добро, Петар, не губи време. Да не ги кажам кои се, ајде да не наштетиме на МПЦ. Да видиме дали ќе имаме. Тие македонски предавници ќе ги решиме и се надевам дека русите нема да успеат да и нападат кавгана во МПЦ и да не спречат конечно да ја возобновиме Охридската архиепископија
после колку века. На самиот почеток на некој начин наговести на овој разговор Со поддршка не, на САД. game over. Со поддршка на САД, господине Јанко. Црквата наша има поддршка од Соединетите Американски држави. Апсолутно да. Зошто? Што ја интересира па црквата Затоа што Америка? САД сака да ни помогнат на македонците да добиеме полнота. Што па тоа нив им значи практично? Сака да ни помогнат на македонците. Зошто? Нема... Затоа што Слушај, сака да ни помогнат на македонците. Петар, си бил у Америка, не ми кажи приказки. There is no such a thing like a free lunch. Ти се овде ми викаш free... Не бе, многу те сака. Нема сакање. Мора да постои интерес. Кој е тој? Затоа што Вселенската патриаршија е на нашата страна. На западната. И МПЦ ќе биде под западната хемисфера, а не под московската. Еве да видам директно. Thank you very much. Thank you very much. Ама ние Да, ќе искористиме доста. и ќе ја добиеме Охридската архиепископија. Абе, сакам да ти овозможам барем еден телефон, ама сам си крив, да Дали е знаеш. тоа предавство или е херојство, ќе суди историјата. Ти што мислиш? Јас сум убеден дека е на страната на правдата и на вистината за Македонија. Која ќе ги видиме тие промени радикални што ги најави пред година дена од страна на Бугарија за да започнеме евроинтеграцијски процес, поточно да се дигнат браните Забега по твоја Заев процека? со опнат Балкана. Дали Заев и владата на СДСМ е во слободен пат? Многу беше критичен на самиот почеток. Дека ја нема веќе поддршката од Калето, Не, но тоа не. Тоа ќе си прашате на друго место, не кај мене. ти го спомна тоа, извини. СДСМ Чекај, Петар, полека сега. Ја многу интелигентен, не сум, ама памтам што ми кажа пред саат и пол. Пред саат и пол дека тој однос што го имале како поддршка СДСМ и Заев со Калето денеска веќе не е така. На самиот почеток ја кажа. Може да Извини, да, ќе те оставам. А втора работа што гледам дека добро, така, затоа што и јас сметам дека не е така. Меѓународните И само да го довршам прашањето. Сликањето со една сомнителна со амбасадорот која честиташе после сите овие скандали кои се изнаправија во земја, дека земјава е пример како треба да функционира една држава, а потпишуваме договор со една сомнителна компанија која не доизгради ни еден автопат, а американска компанија, чии криминали се познати и во Бугарија, и во Косово на прескапи и недовршени автопатишта. и во исто време што туку разрешениот заменик председател на СДС звезда во САД. Како и да е. Ке ти кажам едно. Меѓународниот фактор. Да не сгрешив многу, да Јас ти одговорив кратко и јасно. Во меѓувреме. Да знаеш едно. Меѓународниот фактор поддржува процеси и политики, не личности. Јасно е дека такви шалабајзерски проекти како Опнат Балкан, Отворен Балкан на Заев, не поминува. Ти уште не го вида утро, те леше се случи во Косово. А мали Шенген? Исто тие. Тоа единствено кажаа дека може да биде во рамки на оне берлински процес. Како и да е, со тие политики на Заев се јави се лут, се наљутив, па сега јас ќе терам нешто тука со Вучич или ќе правам своја шема, само го одложија процесот на кршење на болшевиците во Софија. Фактички мислејќи он дека, како што Груев се занесуваше дека Грција ќе ги скрши ако гради повеќе споменици со Александар Македонски, така Заев влезе во Груев филм дека ќе ги скрши бугарите со Опнат Балкан и со Вучич. И обратно, ефекти постигна едниот и другиот. Сега треба да Македонија крене раце од таа балканска кал. Ние не треба да очекаме Косово и Босна да се оправат за влеземе во ЕУ. Ние треба да се сконцентрираме на обединета Македонија во обединета Европа. А нашата граница е со Пирини, со Егеј, тоа е Бугарија и Грција. Ние треба да се концентрираме на решение со Бугарија, на спогодба или апдейт на грчкиот договор. Ќе бидат притиснати да има апдейт? Пошто нивниот е верификуван во собранието. Добро, готово све кажа. И да ја завршиме работата. Сакаш телефони? Да, може да. И да влеземе во. Дај ги телефоните. Господин Богоевски изрази желба, но
Не очекував дека ќе бидеш толку елоквентен, еве дури ни пауза немаме, погледни колку е часот и колку не си имал толку Јас сум медиумски. маратонец. Океј, ама толку медиумски простор не си имал. Сум имал со ВМРО состаноци по некаде 6 сати. Какви ти се односите со ВМРО сега за овие локални избори? Опозицијата си е опозиција, да не ја млатиме, пошто не е непријатно да отепаш малиот, треба да отепаш големиот. Така е. Јунак се познаваат кој се тепа со големиот, не со малиот. Така. Да. И многу си во право и мислам дека најдолното мислам во ова кога и на ВМРО и на СДСМ сега е што се расправаат со опозицијата. Не треба да се расправа со опозиција. Опозицијата е опозиција, веќе е казнета што е тоа во опозиција. Мислам дека знаеш што, мој личен впечаток, додека го среда, звони телефонот, ќе вклучат, ама ќе му треба сега, пошто мојот режисер мора малце муабе да направи, може некоја згодна женска, не женете, да. Еве го. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте, поставете прашање. Едно прашање до Петар Богоевски за која е разликата меѓу бугарин и гагаус? Бугарини? Гагаус. Не чувме повтори. Гагаус или бугарин. Што е тоа гагаус? Па ако имате учено историја, тоа е за прабугарин. Добро, ете, ние сме малце неучени, извинете. Дали гледачот се вика Зоран? Не, очигледно не му било да постои прашање. Да не мисли на прабугарите, да. Секако дека има разлика голема меѓу прабугарин или оној... Многу му благодарам што е попаметен од нас. Ете, јас сум бегал од часови, оној интелигентен. Ја ништо не знам. Добро, фала што ни укажа, нема проблем. Имаме... Ке се вратам кај Слободанка Шубенковска да ме доучи. По биолошки бугари и имаш културолошки бугари. Ама немаме прашање овдека. Ова не личи на прашање, извини. Ако еве го објаснам. Идеме со другото. Или јас да ти поставиш нешто? Не, доста од мен. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете во програма сте. Поздрав до гостинот. Вака сакам едно прашање или негово размислување. Кажа сам и за нашата поделба во македонското ткиво. Ме интересира кој е конструкторот на албанското заедништво. Значи, таму знае, албанците се православни, католици, муслимани, а се врзани за албанската кауза. Кој го конструира нивното единство од 1912 наому и кој стои позади тоа, а кај нас е обратното. Една шака народ останавме и покрај тоа што сме поделени... Добро прашање, те разбравме. Поздрав. Одлично. Фала ти за јавувањето. Не треба да го парафразираме, јасно е. Имаат унисона политика, значи цел век албанците, ние уште сме разделени. Која контролира нивната? Ако го земете, да го отворите профилот на господинот Ахмети, ќе видите секаде пишува херои или жртви на нацијата. Не на верата, туку на нацијата. Токму тоа претходно малце не го објаснав. Значи, нивната кауза е надверска. Надверска, национална. Така. Тоа е за почитување, во која смисла? Ние таква немаме. Па тоа ви го кажував дека не ја создаваме. Во која смисла? Кај албанците го разбрале малце порано на со моментот на културолошка припадност визави биолошка припадност. Кај нив јазикот ги обединува и албанците националната кауза истекнува пред сите други интереси. Дали ова сакаш да кажеш дека тоа е нивно, спонтано, они или е контролирано и диригирано од надвор? Они нивната интелигенција, нивниот Хасан Успеа тоа Приштина, да го направи. нивната президентска лига, они си создадува национална кауза, нешто кој и нашите го создале. Само кај нас е забрането да го учиме се уште. Не знам дали знаете дека ВМРО во Лерин има донесено решение и има создадено филолошка комисија за создавање на македонски литературен јазик во Битола. Но во Југославија овие работи беа забранети. Забрането да ги учиме. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер, повелете ве. Добро вечер. Ве поздравувам
Господо. Ало? Ве слушам, поставете прашање, само побрзо Вака, немаме. сакам да го поздравам вашиот гостин и сакам да едно прашање да му поставам. Господине, сакам да ми одговорите на едно прашање, малце можда е специфично, али сакам Не да ми се одговорите. правдајте, поставете прашање. Дали доликува на пратеници, на директори во Република Македонија партиски определени да имаат бугарски пасош? Што ќе ми кажете за тоа? Ќе ве молам, сакам да ми дадете конкретен одговор, поготово од опозицијата. Имаат и од опозицијата, меѓутоа претежно од ДПМН. Ве разбрав, господи, ве разбрав. Ве разбравме, благодарам за прашањето. Поведи Петар. Не знам зашто туку сме мотивни само на бугарски пасоши, а наши граѓани имаат и чешки пасоши, српски пасоши, грчки пасоши, американски и така натака и така натака. Некако кај нас се палат нервите само на бугарски пасоши. Инаку бугарските пасоши ги даваат на база на една изјава дека дедовците и бабите биле припадници на таа екзархија на времето која се нарекувала бугарска екзархија и сме биле во така наречениот булгар милет, што е точно. И по тој остов гледано, македонците што земале бугарски пасоши не треба се срамат од тоа, туку ако Бугарија како република современа одлучила по тој остов да им дава такви пасоши, треба да слободно ги земаат и не треба да ги понижуваме тие луѓе. Инаку точно, ако станува збор за некоја специфична професија, некоја професија како дипломат, како амбасадор, каде што не се прифаќа по закон двојно државјанство, тоа не треба да го има и треба на човек да му се стави на избор. Дали ќе го зачува бугарскиот или македонскиот пасош, па да се определи заедно. Инаку, цел живот носам етикета на бугарофил, само заради тоа што се обидувам да кажам дека во Македонија неоправдано имаме невидено негативни емоции кон бугарите, неоправдано негативни емоции кон бугарите, само кон нив, за разлика кон, да речам, србите или други нации, и не е тоа оправдано, а тоа е пропаганда од минатото, и ако тоа што се обидувам да го објаснам дека е неоправдано, ме прави таков, со таква етикета, еве ќе продолжам да објаснувам дека тоа е неоправдано. Немојте со такви емоции да видите само кон еден наш сосед. Ние имаме крв, за жал, со сите соседи. Петар, тука е и крајот. Ја мислам дека... Немаме друго прашање? Не, немаме друго Мислев прашање. ќе ме прашаат некои од поличните прашања. Например, што сметаше дека ќе те прашаат? Па шекеринска, Што шекеринска? шуамина. Што е? Да не сте у Швалерај? Не сме у Швалерај, него потрчко на шекеринска, пари измеѓа на шекеринска, шуамина ја купи, грујо му ја даде, криминалец ваков, криминалец онаков. Што не сум слушнал за себе, дури работи што јас сам не ги знам. Блазе се ти ме, Инаку- јас сум Јанко свиња дебела и за една и за друга страна, Добро, па никому ништо. инаку точно е тоа, треба да свата граѓаните една работа, дека имаме... Добро вечер, повелете во програма сте. Едно прашање само. Јас сум човек од село, многу не разбирам Ако? ова политиката ваша, али ме интересира да ми објасните вие двајцата, пак гледам дека сте елоквентни и доста едуцирани. Што значи избугарено семе што го користиме ние земјоделците? Ните необразован, ните прост, ова е многу интелигентен. Ова ти е прав македонец. А знаеш ли кој е символот на Македонија? Господине, Чекај. избугарено значи расипано. Слушам, готово, фала благодарам многу. Избугарено значи расипано. Значи, ова ти е Итер-Пео. Символот на Македонија е Итер-Пео. Да, знам. Значи, заглавиш, да. Јас- А ми се допадна, не, супер И ти си го беше. сакаме стои македонски менталитет. Значи, избугарено стои во дигиталниот македонски речник, Знам, можеш да го знам, најдеш зборот. Јас го користам на Ама- социјални мрежи зборов вугари, кој ќе ми рече тие И северџани. вулгарност Ти кој ќе ми рече северо македонци, јас им враќам со вугари на бугарите, Ама ние го сакајќи да ги освестам Океј. да престанат да си ја збираат пизмата ради грчкиот договор, прости бугари се запнале северо-македонци и се бугарите си ја земаат пизмата кон Грција врз себе, тоа што се прости бугари. Не оти разбираат нешто, инаку Грција си молчат совршено, молчат и работат. Значи, тие зборови не сакам да ги употребувам, се до оној момент ако мојот сосед
не интелектуално и Не, ако не ме навреди. емотивно не созре да свати дека тоа не е. Ако не ме навреди. Варвара, од чиј збор произлегол варварин, па до ден денеска Барбарин е поправило. Барбара, кој, нели, Да. разбойникот. Да. Ние имаме збор кој е вулгарност, потекнува вулгарин. Да. Е сега. Знаеш како? Грчки етимолошка пресуда. Значи имаме ние зборови, например, зборот Чиптер го исфрливме од потреба, зошто? Српски. Рекоа дека е навредлив. Зборот Циган го исфрливме од потреба затоа што ромите на светскиот ромски конгрес рекоа дека тоа е и така натаму. Иако джипси запад нема да го истерат, ама еве барем овдека ние се покажавме понапредни. Тоа се работи кои не треба да ги злоупотребуваме едни против други. Пак ќе речам, ако Франција и Германија на такво крвопролевање, колку имаа жртви Франција и Германија во двете војни? Милиони. Ама не милиони, збориме десетици милиони. Десетици милиони. Ама денеска кај се? Видим. Значи ја би сакал така да ја видам Македонија. Значи, еве и ние ќе признаеме вината, ама и нека признаат и они масакрите. Дали е тоа Ваташа, дали е тоа Грција со граѓанската војна. Интересно е. Тоа е почетокот на заздравување. Има неколку- Прво признавање Има и неколку- потоа помирување. Има неколку албанци, бугарски шпиони во државава. Еден има медиум, еден глуми албански интелектуалец. Тие ги употребуваат двајцата зборот северно македонци. Тале може да постави, ако само постави прашање, без ниедно, прашањето ми е тоа во 5 збора. Многу е опширен човекот, немаме време. Тале, у 5 збора, ако можеш да поставиш прашање, повели, ако не, повели. Добра вечер Македонија, добра вечер Јанко и да гостинот. Тоа ти е 5 збор? Човеков кој се јави значи да реагира за бугарски пасош не е македонец, тој до вчера Не, тале, твоето прашање. Да, велам. Значи ми пречат луѓе кои живеат во Македонија. Тале, прашање. Разор во наш македонски Тале, народ. повтор пат прашање. Да. Велам за па како прашање ова нека биде. Значи за наше македонско наединство стојат завидувачи од запад кои нели Тале, говорат на наше ќе се јавиш у емисија, немам време, ќе си ја кажеш тезата. Поздрав, знам колку си патриота, знам колку си црковен, ама немаш прашање. Ја пуштам само прашања да се постават да одговори. А што се вика утре ќе се јавиш, па опширно кажи што сака. Немам време, човек. Еве ги од овдека, од горе се прегоруваат компјутерите. Од Србин до сега не сум слушнал Северно Македонија да ме нарече. Ниту во најголема навреда. Сум објавил чуда за србите, и Тихвешко востание, и Дебарско, Охридско востание. Али грк и бугарин те нарекол. И проблемот со... Како албанците се однесуваат спрема? Ви кажав, неколкумина албанци си дозволиле, од нив 20 се бугарски шпиони. Бугарите, не знам што им е, дали ујето им фали нешто во главата, не знам што им е. Добро. Пизмато од грците се зема на себе бугарите. Они се пикна во уста на волкот, они нарекуваат Северно Македонија. Се грците молчат. И еден грк не ми рекол мене, на средби, пази со грци на средби, на европско ниво, со грци, етнички грци, политичари грци. Никој не си дозволи да спомни Северна како назив. Ама он те вика Скопјанец. Ма ништо не ми рекол Скопјанец ништо. Ама македонец сигурно нема да. Бугариве се на официјални среби со бугари Северна од уста не ја вадат. Што име на бугариве, еден господ знае. И не можам да ги разберам како може да бидат толку прости, да ја земаат пизмата, пошто ние македонци сме повредени со тоа Северна. Многу сме повредени. И зошто се ја земаат пизмата врз себе, ја немам рационално објаснување. Океј. Друго прашање лично немаш? Пари имаш ли и да даеш нешто сега за овој пиар? Па ова го сметаш за пиар? А што беше? Па вакво тинтрење, иди кај вас кој е ефтов. Вечерва ќе добијам 400 пораки за тоа како Јанко ме растурил. Предавник еден што не те праша, кодош еден. Не, напротив, сега ќе добиеш пораки, таа свињата што ти се убацуеше, супер беше, али не можам да го гледам него. Ајде да се кладим. Ајде да се кладиме. Ајде да се кладиме. Ќе ти ги препратам пораки, ајде. За спонзорство без откриен идентитет. Само ќе ти кажам што пораки имам. Ја само нешто зашто ми е зашто ми е етика, од мене пораки не излегуваат во јавност, ниту по други лица. Се останува ке мене лично. Од USA нешто овде да се врти,
200-300 евра. Току си прашаш во ЕСЕЙТ. А ке мене може да прашаш во мојата фирма. Тоа беше се за вечерва. Ти благодарам за гостувањето. Лека ноќи, пријатно Благодарам за тебе. на можноста и мислам дека доволно објаснавме што можевме да објасниме. У болја форма си, многу лошо почна, сега се расположи, ти удри адреналин, бев насекиран заради твојата здравствена состојба. Океј сме, ќе помиња. Да, Ќе говорете. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Лека ноќ и пријатно.